Илина Недановска е нашата гостинка, прва дипломиран логопед, екранизација и стимулација на говор кај децата. Тоа ќе ни биде Ирена темата. Добро утро за нашата гостинка и добре ни дојде. Добро утро. Ранобудник си? Со оглед на тоа дека се стигна и порано. Да, но затоа јас тука сега ќе прашам што ќе се напиеме, ќе си дојдам таму до нашата мини кујна, да. Или на логопед работиме со дечињата, со најчести некои со проблеми со кои што се соочуваат, но јас ви се воодушевувам на вашата професија, пред се што си работите со дечињата и секако да им помогнете за сите оние проблеми со кои што тие се соочуваат во говорот. Така е. Логопедијата е една благородна професија, хумана професија. Пред се кога на крај на денот, значи ќе знаеме дека помагаме на некој, ќе си легнеме со чиста совест, сме поможиле на некој. Говорот е јасен. И не само на некои дечињата, најмилите. Да, работиме и со возрастни. Тоа е нешто што не може да се купи со пари. И со нас возрастните, значи, ако нешто, да, имаме проблеми. Сега кажи ми што би се напила. Сакаш кафенце да македонско ние го велиме? Сакаш макијато, еспресо, чај нудиме во нашата мини кујна за едно убаво утро и за едно расположение за убаво расонување. Да те опуштиме малку. Так, може еден чај. Еден чај, секако со шекер. Да си побараме еден чај. Нема проблем, со задоволство, да. Ете така. Секако, браво. Па така треба. Без шекер? Без шекер, да. За Илина? Може со шекер. Со малку шекерче. Добро, веднаш ќе го подготвам, повелете со разговорот. Да, благодарам. Еве јас само ќе надополнам во најавата дека Илина Недановска, покрај тоа што е дипломиран логопед, таа е во моментов на мастер студии по логопедија на Академијата за хумани развој во Белград во Република Србија. И поводот за незиното гостување е тоа што во сабота на 7 март го отвара својот центар, кој што ќе го носи насловот Логопед Илина, центар за говорно-јазичен развој и рехабилитација. Каде и како ќе може да ја најдете Илина, ќе дознаете на крајот на разговорот. Илина, честитки веќе за отворањето на твојот центар за јазичен говорен развој и рехабилитација. Ќе ми кажеш само за почеток за кого ќе биде наменет, кој се може да се обрати кај тебе. Бидејќи кажавме и за дечиња и за повозрастни може да користат логопедски услуги. Така е. Добро утро пред се. Благодарам за поканата. Нашиот центар ќе се отвори на 7 март во сабота, еден убав ден пред денот на жената, пред 8 март. Центарот е наменет за деца и возрастни. Работиме значи со артикулацијски нарушувања, односно рехабилитација на гласови, фонолошки нарушувања, апел течење, афазија кај возрастни, значи после мозочен удар, потешкоти во читање и пишување, подготовка за спремање, односно подготвување на децата за во училиште. Значи широк спектар на работа и за дечиња и за возрастни. Ние сега ќе се фокусираме за децата. Конкретната тема за која што се одлучивме денеска да зборуваме, тоа е екранизација и стимулација на говор. За почеток, да објасниме за нашите гледачи што се подразбира под терминот екранизација. Екранизација во последно време е многу актуелен термин, тема и таа навистина треба значи широко да се зборува, да се кажува за неа. Екранизација подразбира прекумерна употреба на електронски уреди, дали тоа ќе биде телефон, таблет, лаптоп или нешто друго, значи смарт часовници. Кога детето прекумерно користи, односно потребува електронски уред, тоа доведува до бројни негативни последици. Најпрво со концентрација и внимание, говор, намален речник, фрустрација, агресија. Кога детето е прекумерно изложено на екрани, тоа се фокусира во екранот, односно гледа во една содржина. И колку да му зборуваме, да го повикуваме на име, контакт со очи, тоа не реагира. Тоа носи понатаму бројни негативни последици, односно, како што кажав, значи, намален речник, проблеми со фокус и внимание, понекогаш значи, може да доведе и до фрустрација. Сведоци сме Илина дека изборувавме пред да влеземе овде во студиото, дека родителите се почесто им даваат на децата екран, за жал, поготово мобилен телефон, и во кафуле, ако седнеме и во ресторан, си прават муабет нели родителите меѓу себе, а малечко дете си седи до нив, дали во количка, дали на столица со телефонот за да не им смета во
разговорот. Токму прекомерната екранизација, вие сама ми кажавте дека 5 до 6 часа има деца кои што се изложени на екран во денот, што е премногу за возрастен човек, а камоли за едно малечко детенце кое што треба да се развива понатаму. Кажете ми колку екранизацијата, кажете колку е штетна, меѓутоа како можеме да го спречиме тоа? Како треба родителите да се однесуваат за да дечињата им почнат полека да се го намалуваат престојот на телефон, а повеќе да се фокусираат на развивање на говорот? Така, како што зборувавме пред да почнеме, односно да влеземе во студиото, имаме деца што доаѓаат уште од првиот ден изложени на екрани. Бебето се родило, кога тоа има социјална насмевка, кога има поглед со мајката, кога тоа бебе дои, односно јаде. Тоа е премногу изложено на екрани уште од првиот ден. Родителите треба да го намалат да ги намалат екраните, односно повеќе децата да ги носат во природа, во парк, повеќе да имаме социјална интеракција, повеќе комуникација со детето, да си играат со нив, имаме бројни игри, игра на улоги, сложувалки, каде што го поттикнуваме когнитивниот развој, односно го развиваме мозочето и помалку да се користат екрани. Тоа ние секогаш го даваме како стручен совет на родителите. Да. Сега, оно што ме интересира мене, претпоставам дека и публиката, е тоа кога најрано бебињата почнуваат да го испуштаат својот глас. Ние народски, ние сме, јас и Слободанка, мајки малце на повозрастни деца, викавме во наше време, кога се очекува да почне да гуга бебенцето? Така. Да испушта први гласови. Така. Гугањето, односно баблингот, кажано стручен термин, се јавува околу третиот, четвртиот месец на бебе. Во периодот на бебето, трети или четврти месец. После тоа ги имаме тие слогови 5, 6, 7 месеци, во тој период баба, мама, тата. Веќе од 10 до 12 месеци бебето, односно детето, треба да го има првиот збор. Првиот збор. Да. А кога се очекува да се каже првата, да кажеме, реченица, проста реченица, на која возраст? После 18-тиот месец, односно до втората година, детето треба да има таа проста реченица од 2 до 3 збора. Пример, мама дај, мама вода, мама сакам. До втората година? Да, до втората година, да. Што е после втората година, односно доколку ги има овие фази на отстапки, треба да се побара стручна логопедска поддршка, односно помош. Ете така. Дали постои во, секогаш тоа го сакам да го знам, поготово од вас логопедите, јас имам машко дете, така. И кога беа на иста возраст со соседче од истата зграда, девојчето си зборуваше. И тоа течно, накаде ти раскажи каде била и што правела, додека моето се уште не можеше да сврзе зборови. Има ли врска машко-женско, дали побрзо зазборуваат или нема воопшто? Така. Ова прашање... Велат дека машките се малку поспори. Да, ова прашање многу често го добивам од родителите. Еве и од мене. Детето е машко, па машките прозборуваат малце покасно, на 2 на 3 години, или многу често се случува ќе дојдат на проценка, односно на преглед, па татко му, баба му прозбореле на 3-4 години, ама ајде ќе направиме пак еден преглед да знаеме да сме на сигурно што да очекуваме. Што пак ќе кажам, се забележат отстапки во говорно-јазичниот развој. Според фазите на развојот, треба да се побара логопедска помош. Родителите мора да ги следат фазите на развој на детето. Се што е под фазата, односно отстапка, треба да се реагира на време и да се спречи. Но ние сме од мали нозе веднаш со зборувањето жените повеќе, така? Да. Симптоматично. Продолжете си со разговор, чајчето имаме уште таман време, колку што сме договорени. Благодарам. Убаво мириста Слободанка, благодарам. Да, благодарам, ова е убаво чајче, овошно чајче за почеток на денот. Кажавме кога е оптимално, тоа е до 2 години, се оние први зборчиња, први реченички. Кога е веќе алармантно? Кога родителите треба да приметат дека нешто не е во ред со говорот и каде и
кога треба да побараат стручна помош. Така. Значи, доколку детето после првата година нема воопшто ни еден збор, нема никаков слог, како што кажавме, баба, мама, тата, ги нема тие слогови, треба да се побара стручна логопедска помош. Доколку детето не воспоставува контакт со очи, значи со родителот, со таткото, со кој да било, не се врти на име, е дефокусиран, односно нема фокус, плаче е агресивно, треба да се побара стручна логопедска помош и тука да се вклучи и педијатар. Така. Сега, значи, треба родителите да го донесат детето, така? Како изгледа работата на логопедот со детенцето? Ето. Дали работите индивидуално само со детето или мора во третманите да се вклучат и родителите? Часовите ги работиме, односно третманот индивидуално, родителите чекаат надвор. Некогаш, значи, се случува ретко да влезат внатре, доколку детето е премногу агресивно, плаче, но најчесто кажуваме да чекаат пред врата. Работиме индивидуално, зависно од проблематиката. Доколку имаме рехабилитација на гласови, почнуваме со гласовите, зависно со, значи, со кој глас детето има проблем, со тој почнуваме. Доколку детето, значи, нема воопшто говор, работиме на стимулација на говор, најчесто преку игра, работиме и сензорно и моторички, развиваме фина моторика. Има успешни приказни? Да. Кои се најчести пречки во говорот кај децата? Со што најмногу се соочуваат децата, со кои проблеми? Така. Најчесто имаме артикулацијски нарушувања, тоа е најчест проблем кај децата, односно Така малку по-просто да го објасниме? Така, неправилен изговор на гласови. На гласови. Најчесто се јавуваат за Л, за Р, тие ни се најкомплексни, затоа ги рехабилитираме, односно ги коригираме на крај. Секојаш кога ќе дојдат примери за некои други гласови, односно стигматизмот, каде што опфаќа поголема група на гласови, ќе почнеме со С, па родителот ќе каже, а Л и Р кога? Тие се најкомплексни, пак ќе кажам тие. С, Ч, Дж, предпоставувам така. Дж, да. За Ж, Л и Р се најкомплексни и ги оставаме за на крај, односно последни ги рехабилитираме. Добро. Сега, ме интересира малку околу пелтачењето. Има пелтачење, предпоставувам, кое што е вродено, така? Да. И кое што е стекнато. Да. Дали може да се излекува пелтачењето, да кажеме, кај деца или пак може би кај повозрастни? Дали има позитивни резултати, имате позитивни примери? Да. Со помош, значи, од логопед и со насоки дома родителите да ги пременуваат секако и детето, имаме успешни приказни на пелтечење. Пелтечењето може да биде вродено, може да биде и стекнато. Така. Сега ние имаме и фотографии, може малку да ги погледнеме. Тоа се фотографиите од центарот кој што ќе се отвори. Тој е веќе подготвен, само се очекува свеченото отворање, каде што ќе може и гледачите наши да видат. Еве овдека има и денот по повод денот на ретките болести, ова е твоја слика, така? Каде што си ти сликан. Ова е центарот како што ќе изгледа. Мислам дека можеш да видиш отлика на горниот екран. Ова е слика каде што сум на мастер во Белград сликана, почетокот на моите мастер студии во Белград. Добра. Ќе ги видат гледачите сликите, тоа е и од центарот, логопедскиот центар Илина. Споменавме дека си на мастер студии во Белград. Честитки. Сакам, еве, нека кажи за нашата публика зошто се одлучи токму за Белград, бидејќи кај нас нема, а сакаше да продолжиш да се доедуцираш понатаму, нели, на повисоко ниво во областа на логопедијата, така? Така, јас завршив 4 годишни академски студии на медицински факултет на УКИМ во Скопје. Потоа сакав моето образование да го продолжам на магистерски, односно мастер студии. За жал во Македонија се уште немаме мастер студии по логопедија. Имаме дефектологија и некои други гранки, како што е социјална работа и политика и така натаму. Сакав да се насочам кон логопедијата и затоа мојот избор беше во Белград. Така. И сега си веќе запишана и за една година, две се очекува така да бидеш и магистар. Може би првиот магистар логопед во Македонија, така? Па меѓу првите. Честитки за тоа. Ете и тоа ќе го проследиме. Убаво изгледа просторот. Кога сме веќе кај просторот, можеме или наеве пред крај веќе на разговорот да кажеме сите заинтересирани кои што ќе сакаат да дојдат кај тебе, каде и како ќе се наоѓа, односно каде се наоѓа просторот логопедскиот центар Илина.
Нашиот центар се наоѓа во Кисела вода, наспроти Шампионче, на улица Антон Попов 45, одма наспроти градинката Весели Цветови Мимоза. На таа локација се наоѓаме. Како ќе биде работното време и колку време ќе се работи индивидуално со децата и со возрастните? Работиме индивидуални третмани од 12 до 20 часот секој работен ден од понеделник до петок. Сите заинтересирани може да не контактираат на телефонскиот број 070 967 101. Лично со тебе, така, да стапат во контакт и часовите се одржуваат како е планирано, колку минути? Часовите се одржуваат од 45 до 50 минути. Колку пати неделно или тоа зависи 2 до 3 пати неделно, зависно од проблематиката на детето. Така. Да ве прашам, колку брзо се може да се излекува еден проблем? Или не може, предпоставувам зависи од проблемот, меѓутоа колку може да се очекува подобрување веќе во говорот? Родителите треба да забележат после секој месец некакво подобрување, односно резултат. Значи, на еден месец ние треба да имаме резултати, односно подобрување. Секогаш кога идат родителите на преглед, на третмани, прашуваат за колку време би завршиле. Тоа не може да го предвидиме, тоа зависно од детето, како значи разбира колку дома се работи, како се одвиваат часовите. Така. Значи потребно е покрај работата во центарот да се вежба и да се работи секако дома за да има успешни приказни. Илина, јас ти благодарам за разговорот, ти посакувам успешна работа. Ние се договоривме ке дојдеме и кај тебе од кога ќе започнеш со работа, ќе ги посетиме и твоите работни простори. Посакувам најмногу успешни приказни. Сите оние кои што ќе се јават кај вас на рехабилитација во говорот, во смисла на говорот да имаат успешна приказна, да имаат успех. Благодарам и на вас за гостувањето. Благодарам. Ви благодарам и јас исто така. Илина, прво да кажам дека имаш убаво име. Јас многу ги сакам ти, Илина, Калина, ми се многу убави македонски женски имиња. Само за крај... Јас имам две внуки кои што се викаат баш така. Така, Калина да Илина, се живи и здрави. Благодарам. Само да прашам накратко затоа што е благородна работа и јас имав желба, еве вака да кажам, да работам со дечиња, меѓутоа не успеав во тоа, па се најдов тука, со оглед на тоа дека ми се најдраги, најсакани, најмили, како велат кај нас, дечарка си, голема. Што беше пресудно за да ја одбереме оваа професија? Јас уште во средношколските денови знаев што сакам да бидам. Браво. Кога сите нели се мислат што сакаат да бидат едно, друго нели менуваат професии, јас знаев што сакам да бидам и знаев каде се гледам после моите студии. Одлично, ти благодарам многу и како што каже Ирена, успешни приказни нека произлегуваат од таму и задоволни родители и дечиња.